Поради алармантната ситуација во Прилеп со COVID-19, секојдневниот огромен број на нови случаи на граѓани заболени од коронавирусот, но исто така и секојдневниот голем број на починати лица, градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски телефонски ни изјави дека вечерва од главниот кризен штаб и од владата ќе побара воведување на дополнителни рестриктивни мерки за Прилеп. Инаку утринава Јовановски за дел од медиумите изјави дека ќе побара локдаун или карантин за Прилеп, но потоа рече дека ќе ја почитува секоја одлука која што ќе ја донесе кризниот штаб, каква и да е таа. Ќе побарам од главниот кризен штаб и од владата на Република Северна Македонија да има заострување на мерките и воведување на дополнителни рестриктивни мерки кои ќе се однесуваат на целата територија на општина Прилеп. Дали тоа подразбира оној така наречен локдаун или карантин за Прилеп? Не сакам да преюдицирам, затоа што ќе ја разгледаат целокупната ситуација и тие ќе одлучат што треба да направиме. Јас тоа ќе го почитувам. Јовановски смета дека до ваквата драматична ситуација дошло поради непочитување на мерките од страна на дел од граѓаните. Дружењата, групирањата, неносењето на 1% од граѓаните на заштитни маски, неодговорното однесување на 1% од граѓаните. Токму поради неносењето на маски, пред неколку дена актерот во Прилепскиот театар Михајло Миленковски бил претепан пред еден маркет во центарот на градот, кога побарал од вработените во продавницата да не пуштаат во објектот лица без маски. Лицето го слушнало тоа, го чекало Миленковски пред објектот и го претепа. Иако од тогаш поминале 10 дена, Миленковски вели дека полицијата се уште немала превземено мерки против лицето. Во тој момент само што тргнав да бегам, дечкото ме фати за рамо, ме тргна и осетив силна болка во левиот предел тука. После тоа ништо не се сеќавам, се разбуди во Прилепската болница, во хируршко одделение бев сместен. Имам скршен лев синус со прилагано со вилицата и мислам дека во овај дел тука носот и потрес на мозокот имам. Жално е, мислам дека во 21 век имаме вакви примери на насилници кои што се чувствуваат како ова да е дивиот запад. Мислам дека треба полицијата си превземи активност. Инаку колку е драматична ситуацијата во Прилеп зборува фактот што само вчера од 15 починати лица на ниво на држава, 6 мина беа од Прилеп, а имаше 83 нови случаи. Од почетокот на пандемијата во градот под Марковите кули се заразиле над 2600 граѓани, а починале околу 120.